Добре дојдовте. Во оваа анализа ќе зборуваме за тоа како да се изгради една навистина непробојна дигитална тврдина. Ќе ги разгледаме клучните стратегии за заштита на нашиот дигитален живот. Се прашуваме ли некогаш колку е навистина безбеден нашиот дигитален свет? Многу често, без воопшто да бидеме свесни, сме изложени на сериозни ризици, како пробивање на податоци и неовластен пристап. Значи, во следните неколку минути ќе го поставиме планот за изградба на вистински дигитален замок. Ќе поминеме низ 4 клучни стратегии кои помагаат да се намалат ризиците и да се заштитат вредните информации. Па да почнеме со темелите. Првиот и најважен принцип е создавање на повеќе слоеви на безбедност. Овој концепт е познат како одбрана во длабочина. Замислете го ова како средновековен замок. Ако нападачот успее да го помине првиот зид, го чека уште еден, па внатрешна тврдина. Идејата е дека секој следен слој го забавува и го спречува нападот. А кои се тие слоеви во дигиталниот свет? Па почнуваме од мрежата. Тоа е нашиот ров околу замокот. Потоа доаѓа оперативниот систем. Тоа се надворешните ѕидови. Внатре се апликациите. И на крајот, во самото срце на замокот се податоците, нашите кралски скапоценности. Но, не е доволно само да се имаат ѕидови. Тие ѕидови треба да бидат цврсти. Токму тоа значи зацврстување на системите. И наместо да се измислува топла вода, најпаметно е да се користат веќе докажани и воспоставени безбедносни стандарди. И кога велиме докажани стандарди, мислиме на нешто на вистина сериозно. Например, организации како Центарот за интернет безбедност или CIS нудат неверојатно детални водичи. Дали може да замислите? Над 1300 страници со упатства, само за да се обезбеди единствен Windows компјутер. Ете, тоа е посветеност на деталите. Добро, тврдината е изградена и зацврстена. Но, што сега? Следниот чекор е да се одлучи кој смее да влезе внатре и уште поважно, што смее да прави откако ќе влезе. Тука влегуваат во игра два клучни појми – автентикација и авторизација. Автентикација е кога чуварот на портата проверува лична карта за да докаже кој сте. Од друга страна, авторизација е кога тој ист чувар ви дава клуч, ама само за една конкретна соба, не за целиот замок. Тоа одредува што смеете да правите. А како да бидеме сигурни во идентитетот? Тука помага повеќефакторска автентикација. Идејата е да се комбинираат барем два од овие три фактори. Нешто што само вие го знаете, како лозинка, нешто што само вие го имате, како телефон, и нешто што сте само вие, како отпечатокот од прст. Така, дури некој да ја украде лозинката, без другиот фактор, нема да може да влезе. Секако, зборуваме за лозинки, но кој може да ги памети сите тие комплицирани комбинации? Па не мора. Алатките како менаџерот за лозинки KeePass, кој е со отворен код, можат да го направат тоа за нас. Тие создаваат и безбедно чуваат на вистина долги и сложени лозинки кои е речиси невозможно да се погодат. Но ниедна тврдина, колку и да е цврста, не е вечна. Со текот на времето се појавуваат пукнатини. Во дигиталниот свет тие пукнатини се софтверски ранливости, а нив ги поправиме со така наречени закрпи и ажурирања. Значи, што е точно закрпа? Тоа е едноставно мала софтверска поправка. Може да е за проблем со функционалноста, но многу почесто и покритично се работи за безбедностен пропуст. И исто како што пукнатината на ѕидот на замокот мора веднаш да се поправи, така и овие дигитални пукнатини мора веднаш да се закрпат. И за ова постои јасен процес. Се почнува кога производителот ќе објави нова закрпа. Потоа треба да се види дали таа закрпа воопшто се однесува на нашите системи. Ако одговорот е да, таа се презема, се инсталира и на крај, најважно, се проверува дали инсталацијата била успешна. Чекор што многумина го прескокнуваат. И иако ова звучи логично, сите знаеме дека во пракса често ги одложуваме ажурирањата, нели? Можеби некоја апликација ретко ја користиме, па забораваме, или пак не сме свесни колку е сериозен ризикот. Понекогаш постои страв дека ажурирањето ќе расипе нешто, или едноставно се чека некој друг прв да го тестира. Но секое одложување е ризик. Добро, ги зацврстивме ѕидовите, ги контролираме клучевите и ги поправаме пукнатините. Но што е со главните порти? Како да ги спречиме тројанските коњи да влезат?
Најчесто тие доаѓаат преку интернетот и епоштата. Факт е, прелистувањето на интернет и проверувањето епошта се секојдневни активности. И токму тоа ги прави главни мети. Помислете само на обемот на мејлови и веб страници што се отвораат дневно. Дури еден мал процент од нив да е злонамерен, ризикот станува огромен. За среќа, неколку едноставни навики прават голема разлика. Прво, веб прелистувачот мора секогаш да биде ажуриран до последната верзија. Второ, секогаш треба да се бара иконата со катанец која покажува дека врската е безбедна. И трето, вреди да се истражат безбедносните поставки во самиот прелистувач за да се зголеми заштитата. Кога станува збор за e-поштата, има една непријатна вистина. Можно е одредена адреса и лозинка веќе да се некаде јавно достапни, а ние да не сме ни свесни за тоа. Затоа, првиот чекор е да се провери дали нашите податоци веќе биле компрометирани. Постои одлична алатка за ова. Веб страницата haveibeenpwned.com овозможува брза проверка. Само се внесува адресата и веднаш се добива одговор. Например, при проверка на еден од нашите извори се покажа дека e-поштата била дел од две различни пробивања, изложувајќи податоци како име и работно место. Постојат и технички решенија. Протоколите како SMP, DKM и DMARC се како дигитален печат на автентичност. Тие му помагаат на серверот што ја прима пораката да потврди дека таа е навистина испратена од тој што тврди дека ја испратил. Ова значително им ја оттежнува работата на измамниците. И со тоа, кругот се затвора. Ги поминавме 4 столба на дигиталната тврдина. Поставување слоеви на одбрана, внимателно управување со пристапот, редовно крпење на ранливостите и безбедно користење на интернетот. Овие 4 елементи заедно градат една цврста и проактивна одбрана. Значи, прашањето на крајот е едноставно. Која ќе биде првата тула што ќе се постави во оваа тврдина? Не е потребно се да се направи одеднаш. Дури еден мал, но конкретен чекор направен денес може да биде почеток на едно многу посигурно дигитално утре.